Сакам да информирам дека на денешната седница на владата, со предлог на Министерството за економија, се донесува сет на препораки и задолженија за намалување на потрошувачка на електрична и топлинска енергија во нашата држава, се со цел да имаме безбедна зима за сите нас. Како што и претhodно напоменав, и веќе у неколку наврати сме апелирале, прогнозите се дека ќе преживееме една од најтешките зими на енергетски план, не само во нашата земја, туку сите земји во регионот и во Европа. Со цел полесно да се справиме со периодот кој не очекува, за да имаме непречено снабдување со електрична енергија и нејзино ефикасно искористување и крајна цел секако пониски сметки за струја, Министерството за економија подготви план и препораки за заштеда на струја за безбедна зима. Препораките, укажувањата и задолженијата се поделени во повеќе категории, пред се во зависност од тоа дали се работи за домаќинства, компании или простори на јавни објекти во собственост на државата, каде што се вклучуваат министерствата, агенциите, органите на државната управа, општините и градот Скопје. За домаќинствата и компаниите се предвидени само препораки, од кои ќе треба да се придржува за штедење на електрична енергија, додека за институциите, и многу е важно да се наведе, се предвидени конкретни задолженија. Акционерското друштво Електрани на Северна Македонија работи со максимален капацитет, согласно моменталните можности на електраните и на нашите ресурси. Потребите за електрична енергија на универзалниот снабдувач Евана Хом за граѓаните и за малите потрошувачи ги задоволуваме исклучиво од наше собствено домашно производство, односно акционерското друштво ЕСАМА не набавува електрична енергија. Исклучиво набавуваме јаглен и мазут за производство на електрична енергија, со кој ќе ја зголемиме продукцијата во овој период, а што е уште поважно, во период кој што престои, а тоа е грејната сезона. Акционерското друштво ЕСАМА во првите 7 месеци од оваа година произведе 2194 гигават часови електрична енергија, што е за 15% зголемување за истиот период од лани, кога беа произведени 1914 гигават часови. Зголеменото производство оваа година се должи пред се на зголемувањето на производството на термоелектраните РЕК Битола и РЕК Осломеј за 40%.